Експертите долго време предупредуваат за ризиците од преоптоварување на енергетската мрежа што неминовно следат со помасовното користење на електрични возила. Имено тие најчесто се полнат доцна напладне и навечер кога учеството на струја произведена од соларните панели е многу мала, а потрошувачката кај домакинствата зголемена. Одржувањето на балансот не е едноставна работа, бара прецизно планирање и предвидување на можните испади што како реален проблем досега го признаа само неколку европски земји. Но неодамнешниот колапс на енергетската мрежа што ги зафати Шпанија и Португалија покажа и нешто друго. Причините за него не се поврзани со електричните возила, но токму тие со своите способности за напојување на дворешни уреди спасија од мрак дел од домакинствата таму. Такви способности имаат поголем дел од возилата, но потребно е и полначите да ја поддржуваат таа можност. Ако е така, просечен електричен автомобил со своите полни батерии може целосно да снабдува со струја еден дом неколку дена, дури и повеќе од една недела. Полнењето на батериите сепак останува проблем кој ќе оптоварува мрежата посебно во земјите кои во поголем дел се базираат на соларната енергија и струјата од ветерници, а не на термоелектраните на јаглен или нуклеарните централи.